la city. Ha ha, la première idée de cette là. Ha ha, ha ha, oulala et oulala, sa mère l'appela. Laisse-toi donc faire ma fille. Желбата да се спечели за поубав живот, нашите луѓе ги разнесувала на сите страни во светот. Најчесто, патот завршувал некаде на другата страна од океанот. Тоа било таму каде што забележале дека богатството од пазувите на земјата во која што стасале се уште било неисцрпено. Меѓутоа, понекогаш се случувало тој пат да биде прекинат. Некои од луѓето што тргнале да спечелат во тугина се запирале во места за кои никој никогаш не слушнал дека би можело да се спечели толку колку што нудат преку океанските печалбарски земји. Една таква група луѓе, патувајќи на печалба и минувајќи низ Белгија, се запрела во Серенг. Тоа е мало градче во Валонија, позната белгиска област. Сместено е веднаш до Лиеж, најпознатиот валонски град. Серенг во Белгија и надвор од него е познат како индустријско место, како индустријска област заедно со својата околина. Денес во него живеат околу 70.000 жители. Таа првата група југословени во него се населила 15 на години пред почетокот на Втората светска војна. Во него се родиле и деца на југословенски родители. Тие се веќе возрастни, оформени личности. Тие живеат и работат во Белгија и имаат две татковини. Еден од нив е и Неделјко Лонгин. Колку години сте овдека во Белгија? О, to je malo dugo. Nezgodno mi je reći koliko sam star, jer u stvari ja sam u Belgiji od rođenja, a imam 51 godinu. А од кое место, на кое место сте родени? Ja sam vam sa jednog malog otoka preko puta Zadra, zove se Ugljan otok, a mjesto se zove Kalija. Otac mi je došao ovde 25. kao rudar. А вие овде во Белгија, во кое место сте родени? A u Belgiji sam rođen u Serengu, to vam je mjesto gdje su bili rudokopi, gdje su bili metalurgija, to je tipično radničko mjesto gdje je na početku bilo najviše Jugoslovena kad su doputovali u Belgiji. А денес што работите вие? A danas sam trgovac ovako, bavim se sa zlatom, dijamantima, satovima i to, ali to mi je već 25 godina profesija i time se bavim kao na velikoj i na maloj, tako imam firmu svoju. Слушнав дека сте председател на клубот на југословените кои што работат во вашето место. Што е тоа што ве тера толку многу да се ангажирате постојано, да бидете во редот на оние кои што се ангажираат да се соберат заедно и така натаму? Jer znate što ću vam reći, ljubav prema domovini to je jedna stvar koja se ne može opipati, koja nije materijalna. Ljubav prema domovini i već je od naših predaka. Pa to je normalno da smo mi automatski kao sinovi takvih roditelja, normalno da smo automatski nekako patrioti. Кога започнува Шпанската војна, како од многу места на Европа, така и од овие наши луѓе во Белгија, 200 души одат да се борат на страната на шпанските револуционери. А вкупно тогаш имало 1600 југословени. Половината од тие 200 загинале во Шпанската револуција. Оние што останале се вратиле во својата татковина. Тие се вратиле во својата револуција. Петорица од делот што се вклучил во Народно-ослободителната војна се народни херои.
Во знак на сеќавање на паднатите борци во Втората светска војна во градските гробишта на Серенг е подигната спомен плоча. Пред војната во Серенг дошол и Митре Зајковски. Тој сега е председател на клубот на југословените од ова место, Југославија. И јас во овие 16 години колку сум во Белгија, веќе 4-5 пати сум дошол за председник на овој клуб, според статутот на нашиот клуб. Од кога прв пат сте дошле овдека? Јас сум дојде на прв пат, пред војната, 1937 година, сум отишол во Југославија, на Шама Сараево, со една бригада од овој клуб. Познато бригада, кои сме работеле во доброволна акција на Шама Сараево. И потоа? Потоа сум останал во Југославија, сум останал во Битола, сум До која година? До 67 година и повторно сум дошол овдека во февруар 67 година. И од 67 до сега се уште сте тука. Имате ли намера да се враќате назад? По моето враќање овдека сум ги нашел повторно моите другари, кога сме ми работеле после војната, на во ова друштво, кое како што рековте, тоа е познато друштво, уште имаше своји клици уште пред војната. Меѓутоа, знаете, пред војната не беше ист систем во Југославија. Нашите луѓе кои се доселија овдека после Првата светска војна, имаше повеќе тенденции, политички тенденции, правото, правата тенденција, мислам, југословенска тенденција, се создаде након Втората светска војна и друштвото е формирано во 1944 година. Пред 2 години ние веќе прославуваме на своји 35 години на постојање на ова друштво. И како друштво, сме едни од најстабилни во овај крај. Како е формирано и како работи сега друштвото? Па друштвото работи и на спортско и на културно поле. Имаме редовни забави, имаме свој програм, през цела година, така имаме одредени
датуми, одредени активности. Например, денот на жената ние редовно веќе го славиме 8 март. Потоа имаме денот на младоста, имаме редовни ови средби, спортски средби во овој Бенелукс се вика. На есен имаме, го пречекуваме стално, пречекуваме 29 новембар како денот на нашата република. Доваѓа фолклорна или друга забавна група од нашата земја и овде се собираат нашите луѓе. Со еден збор вие ги одбележувате сите значајни датуми. Најзначајни датуми или така на југословенските народи, или така ги одбележуваме овде. И тие се редовни и постана како традиционални. Дали нашите луѓе ги тоа го осеќаат, тоа ги очекуваат, чим доваѓа денот на таа одредена прослава, така и веќе се интересираат и доваѓа на нашите позиции. Дали во ова друштво членуваат само југословени? Имаме и белгијанци, меѓутоа ние ќе викаме ними како потпорни членови. Имаме доста белгијанци, во нашето друштво меѓутоа тие се потпорни членови. Ова место Серенг, градот по-конкретно, во Белгија е познат под името Црвениот Серенг. Зашто го викаат така? Црвениот Серенг го вика со обзир на тоа дека најголемиот дел, најголем процент, се на леви партии, поготоа најака партија, овдека е овој град, ова општина, како индустријска општина, е социјалистичка партија. И таа завзема во општината најголем број на одборници. И нивниот и автоматски, према нивниот закон, претседникот на општината е, пошто најголем број одборници се социјалисти, претседникот на општината е и социјалиста. Јас сам од 42. до 45. до ослобоđenje у jednoj југословенској ćeliji u Serengu svakodnevno se borio, drugi svakodnevno rečeno, tako u pokretu otpora. Ja sam bio sa našim poznatom Biserkom Cvejić i Kurević i drugi sinovi seljenici. Osnovali smo odmah posle rata jedan zbor, osnovali smo društvo Jugoslavija koje je već osnovano u suštini kod ilegalaca u ratu. I tako smo razvili. Posle sam pomogao osnovati društvo ovdje u Brislu koje se zvala Slobodna zajednica, gdje sam bio prvi predsjednik. Posle smo osnovali FC Jug koji je imao jednu prilično slavnu karijeru. Posle sam pomogao u Gentu da se osnuju. Posle sam pjevam u zboru ovog društva France Prešerena. To je naša duševna hrana. Iako volimo Belgiju, ali mi smo patrioti, govorim u suštini, čuti ćete te riječi od naših drugih drugova, ali govorim u suštini ono što svih, tako rekući, tangira. To znači, mi smo prirodno skloni prema Jugoslaviji, mi je volimo i nas ne može ni kominform, ni ništa. U 5 godina što sam boravio u Jugoslaviji sam bio u 3 radne akcije. Evo, to vam je tako malo karakteristiku, ali to je jedan korijen prvo od odgoja roditelja i od spontanog jednog patriotizma za koje nema nikad, nije preteško ni sati, ni dani, ni sve što činimo na našu možda materijalnu štetu, ali za svoje duhovno zadovoljstvo i jako smo tako ovdje rođeni, eto. Најмалку еднаш во месецот, како што е вообичаено, во градот доаѓаат представници на нашата амбасада во Белгија и се одржува познатиот конзуларен ден. Луѓето доаѓаат да ги завршат своите тековни работи, се распрашуваат за работи кои не ги знаат, а им се неопходни во секојдневното живење. Sve u redu, jer ova adresa je tačna? Je.
Samo nisam u zadnji put, kad sam već malo, imam jednu malu 11 godina, ona je inače invalidska postavu u vid. Uvijek stoji na mom pašu. Pa može i dalje da bude to. A može ostati još jedna. Može, ali ne još dugo, još nekoliko godina. Normalno do 14 godina, kako se? 14 godina pa ćemo postati. Samo slike, to kad je to bilo već na mome pašu, već skoro 10 godina malo uvijek. Ja ne znam ili trebala sa sliku na pasu ili nešto, uvijek samo ono... Na koliko imate pasoš? Moj je na 5 godina, od žene, ja samo... Je li ona na ženin ili na vaš? Na moj. Na vaš. Evo žena, Jugoslovenka ili Belgijanka? Komšija, Ne znam. Jugoslavija. Evo tu su. Samo da nisam je svaki gomnac ovaj uzeo, ovaj malo skratiti. Da, to ćemo mi već uraditi. Onda zapišem, to je Letiko sa Davo. За враќање во татковината се интересираат се повеќе. Затоа зборува и податокот дека во овој момент има само 400 југословени. Šta za čega je to? Da? Mislio sam praviti pasoš za ovoga, sad nemam, pošto nemam vremena. Što već bi se vraćali? Htio sam se vratiti. Ne mislim da je ove godine prve. A od koje godine ste ovdje? Ali ima već 5 godina sad. Koliko? 77. 77. Samo žena mi je već ima 12 godina. A ona je četka starih iseljenika. Molim? Četka starih A iseljenika. no, ona je sama tu došla. Što je došlo vreme da si ide čaj, jel? Više je tu. Dobro. Valjda ste uradili ono što ste mislili da uradite, pa Pa čujte, jeste podigli neku kuću dobro. ma nisam još, mislim imam kuću po svojih, ne treba se brinati za to. Još malo popravka i... Pa, želim pasoš. A gdje ste se venčali ili ovdje Ja ili? sam se već tu, da. Vas ću zbog prezimena pitati. Molim? A jeste nam dostavili izvod iz matične knjige venčanih, kad ste se venčali? Da, mislim, jesam. Jesam. Sigurni ste? Jesam. Evo zašto? Zato što, A da, ona je, žena mi je ostala u Jugoslaviji. da, ostalo je na devoškom prezime. Ne samo to, nego trebalo je da izjavu da li će vaše prezime ili će njeno Da, prezime ili Mešavina ima četiri mogućnosti. Da, ja kad sam pravio pasoš za ženu novi, onda sam pitao na ambasadi da li treba da, jer bio onaj pasoš na istome prezimenu, na njezinu. I rekli da nema potrebe da se mijenja. Ne, naš zakon daje 4 mogućnosti. Da. Da uzme vaše prezime, da zadrži svoje, kombinacija njenog i vašeg i kombinacija vašeg i njenog. Ne? Ali to je trebalo da ona da izjavu, ta se izjava poslije dole matična.